Во тензична атмосфера и под силно полициско обезбедување, денеска беа изречени пресудите за обвинетите во кумановските настани во дива населба. Тие добија вкупно 755 години затвор. На доживотен затвор се осудени 8 мина, 13 добија по 40 години, 6 мина по 20, двајца по 14, 1 18, тројца по 13 и 1 12 години затвор. Четворица од обвинетите пак добија ослободителна пресуда, бидејќи како што истакна судиката, обвинителството не доставило доволно докази. Додека се читаше пресудата, обвинетите не беа во судницата. Тие претходно беа изнесени заради недолично однесување, извикување УЧК и пеење на албанската химна. Додека траеше изрекувањето на пресудата, човек со ранец се приближи пред судот, но веднаш беше совладан од страна на полицијата. Денеска Скопје беше под вистинска полициска опсада. Обвинетите беа донесени со хеликоптери, кои слетуваа на кеот на Вардар во близината на судот. Судењето на осомничените започна во февруари минатата година и тие се товареа за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Во мај минатата година судот ги спои двата предмети, дива населба и молња, во кои беа обвинети 8 лица за помагање на вооружената група. Сите обвинети за кумановските настани во текот на судењето говореа дека не се чувствуваат виновни. Дел од нив дури тврдеа дека во Македонија биле дојдени да одржат пресконференција за Охридскиот рамковен договор. Нивната одбрана не негираше дека имало вооружена група, но дека мотивот не бил тероризам, обвинетите биле жртви на другот сценарио. Во престрелката, која траеше 2 дена, загина 8 припадници на македонската полиција и 10 припадници на вооружената група.